Добро вечер, почитувани гледачи. Ова е визавина програмата на ТВ канал ВИС. Вечерашен мој и ваш гостин е директорот на јавното претпријатие за државни патишта на Република Македонија, доскорошен директор на јавното претпријатие Струмица газ, господинот Зоран Китанов. Господине Китанов, добро вечер, добре дојдовте во програмата на ТВ канал ВИС во оваа емисија Визави, каде што еве неколку месеци веќе сте на челна позиција од јавно претпријатие кое што требаше и почна да ја гасифицира Струмица до јавното претпријатие кое што и ги гради патиштата во Македонија. Мораме да кажеме дека последниве неколку месеци затрупано со скандали. Како беше трансферот од една во друга институција, од едно во друго претпријатие? Најпрвен, добро вечер за вас, за вашите гледачи. Можам да кажем дека сепак дома си е дома и сум посебно радосен што сум гостин во вашата телевизија, каде што многу пати претходно како директор на Струмица газ гостував. Што да кажам, во моментот кога требаше да си отидам од Струмица газ на нова задача, беше полно и со емоции, бидејќи Струмица газ од прв ден ја почнав. Заедно со екипата се трудевме, работевме домакински, одговорно, направивме нешто за кое што се гордееше и градоначалникот, сегашен премиер, се гордеам и јас и треба да се гордеат сите струмичани. И можам само да споделам една информација, во тек е проектирање за правење на гасовод од Штип према Струмица, за да може час поскоро, која беше неправедно Струмица изземена. За да мислите, Струмица беше ставена во некоја четврта фаза, од кога ќе се заврши гасовод од Скопје до Тетово, од Куманово до Штип, па до Неготино, па до Битола, тек дури после тоа Струмица. А ниеден од тие градови не е спремен. Тоа окажуваше на политиката на централната власт према Струмица, која што, како што беше со гасификацијата, ќе слушнете сега, така и со патиштата. Бидејќи ја спомнавте националната гасоводна цевка, за колку време може таа да пристигне во Струмица и бидејќи Струмица е веќе подготвена да се приклучи на националниот? Значи, тоа го имам кажувано многу пати кога сум гостувал кај вас. Од кога ќе пристигне цевката, не повеќе од 20 дена треба да се направи еден бајпас, па нека и месец. А прогнози има ли кога таа би можело да пристигне? По мое предвидување, бидејќи во тека проектирање, па изведба, некаде оптимистичка варијанта е година и пол дена. Но после тоа, јас не знам кој во Струмица ќе се грее на дрва, а сите други градови, тоа што го кажував цело време, тек ќе отпочнат со проектирање на градски мрежи. Значи, Струмица која ќе има користење на национален гасовод 3-4 години, тек дури тогаш ќе почнат другите градови со првите приклучоци. И од ова предпријатие се префрлувате во јавното предпријатие за државни патишта. Што затекнавте? Во каква состојба го затекнавте и знаевте ли каде одите со оглед дека Вака сега. е голема промена? Не сум човек по природа што се жали. Затоа што ја сакам да работам, да правам дела, но тоа што го затекнав е повеќе од хаос. Да бидам едноставен и практичен, бидејќи повеќе сакам да збориме за тоа што ќе правиме, посебно и за Струмица. Меѓутоа има натрупани проблеми кои што не може да се... Видете вака. Сите ние збориме и слушаме по медиумите за двата автопата што се градат и тука таму некој друг. Во моментот, например, во Македонија се градат преку 20-30 патишта. Одговорно тврдам, не постои еден кој што е без проблеми. Но кога ќе кажем проблеми, не мислам проблеми од објективна причина. Еве, се работело тука, па излегло некој зид, па треба нешто да се измени. Значи, не постои еден пат кој што не е на втори или на трет анекс. И што е сега тука најголемиот проблем? Голем дел од тие проекти се со пари од Светска банка, од ЕБОР, ИПА. И сега вие таму имате пример 90% плаќат оди,
или преку кредити и така натаму, 10% вие. Но доколку вие не отстраните и не навремено го завршите тоа што треба да го завршите, вие плаќате 100% се. Тоа кога збориме неискористени европски пари, неискористени пари од Светска банка и така натаму. Значи, не постои пат кој што не е на анекс, а тој е завршен ја 30%, ја 40%, ја 50%. Успех е некаде да кажете дека 70% е изграден. Првите 10 дена, јас не сум 2-3 месеца, како што рековте, него од 7 август до денес. Значи, месеци, ако гледаме работно, месец дена или месеци една недела. Првите 10 дена, секој ден, кога имав извештаи за патни правци, секаде беше директорот, овде имаме проблем, овде имаме проблем, овде имаме проблем. Но, пак ќе повторам, не се работи за проблеми што се јавуваат во тек на градот. Најголемиот проблем е со проектирањето. Сите, најголемиот дел од патиштата, се проектирани или на брзина, или неодговорно. Тоа не можам сега да го кажем, која од тие две причини. Меѓутоа, кога некој проектира пат, да не види дека има 20 далноводи на патот, значи не 20 бандери, 20 независни далноводи. И вика, да, има дозвола за града, може да градите. Кога некој проектира, да не види, а пазете, тоа е за патниот правец Милодиновци Штип, проектантот на патот не видел дека има бензиска, што се гради, а во исто време е надзор приватно ангажиран на бензинската. И како он можел да сгреши да ја стави трасата на бензинската? Не може да ми каже некој дека тоа е причина што се појавила од после. Бидејќи го спомнавте веќе патот Миладиновци Штип, тој требаше да биде пуштен во мај годинава, меѓутоа низа проблеми го отежна реализацијата и завршувањето на овој пат. До каде сте? Милиони длабоко промашена првичната конструкција на проектот. Што се има како пречки за завршување на овој пат? Да се пофалевме, го решивме проблем. На кој начин? Постигнавме, го имаше тоа на националните медиуми, институцијата каде што ја раководам, вице-премиерот Кочо Ангјушев и нормално премиерот, министрот за транспорт и врски, деноноќно работевме на анекс за продолжување на изведбата на автопатот Милодиновци Штип. Таму не се работи за финансска конструкција, таму се работи за временски. Знаете, временски, он требаше да биде завршен во мај месец. И сега некој шеташе по патиштава од политичарите и даваше некои изјави дека ние сме ја кочеле изградбата на патиштата. И како сме ја кочеле изградбата на патиштата, кога во мај месец требало да биде завршен тој пат. А СДС немаше влада во мај месец. СДСМ почна од јуни месец. Зошто не ја завршиле? И сега ќе ви кажем зошто не ја завршиле. И што е тоа ние што го преговаравме со кинезите и успеавме да го преговориме. После месец дена работа моја и 2 месеца на министрот за транспорт и врски и вице-премиерот Кочо Ангјушев. Побаравме еден джентлменски договор со кинезите, со Синохидро, кога викам кинезите, мислам на Синохидро, да се во градежништвото има пенали и клејмови. Пенали е кога ние им наплатуваме ним затоа што, например, доцнат, но клејмови е кога тие вам ви наплатуваат затоа што не сте им овозможиле да си ја сработат с работата. И како не сте им овозможиле? Па за да кога му давате вие нему градежна дозвола, он треба да има чиста траса, завршена експроприација, извршени геомеханички испитувања. И сега ќе ви кажам што се имало на таа траса, зошто некој почнал без тоа да го исчисти, а и зошто 3 години додека работел не го направил тоа. Значи вака, имате 3 големи проблеми. Едниот проблем се далноводите. Значи,
Тоа не се далноводи направени од пред една година. Тоа се далноводи од кога знаеме тој пат, ние сите го менуваме често и сега кога се вози, еве и граѓаните кога се возат, нека погледат лево и десно, ќе видат како се тие на патот, околу патот, на сред пат и така натаму. А зошто не биле тие тргнати? Па затоа што некој не работи. Ги има во проекцијата дека треба да се тргнат? Па, проектантот која проектира треба да даде чист проект. Државата пред тоа треба да си ја реши работата. Експроприација не се прави сега. Од кога стигнал автопатот до една куќа и вика ај сега ќе преговараме експроприација да правиме. Трасата пред тоа се чисти. А не во разбирам да има некои изместување на трасата заради некои објективни причини, мали. Ама да не видиш 14 далноводи, да не видиш бензинска на сред пат, да не видиш 10 куќи, да не извршиш геомеханички испитувања, сега се јавиле слечишта. И се јавуват. Ама доколку некој го испитал теренот, ќе кажел ова место не е добро да се копа вака или да се работи вака, дај треба да се оди по другото место. Најбитната работа е планирањето и геомеханичките испитувања, за да може проектантот да има чист увид на теренот и да го испроектира добро патот. Ако ќе му кажете вие на проектантот, за 3 месеца направи го проектот, за 3 месеца не може добар и совесен проектант и совесен домаќин, не може за 3 месеца за куќа проект да направи, а не за автопат. Затоа, кога видовме кои се проблемите, седнавме да ги решаваме. И видовме дека ни треба време да им исчистиме таа траса. Постигнавме джентлменски договор, така го нарековме ние, да тие се откажат од клеймовите спрема нас, а ние се откажеме од пеналите спрема нив заради доцнењето. И каде што мислам дека ние финансиски добивме, но тој и најмал проблем да се направи патот. А да збори некој дека намерно не се работи. На трасата од Милодиновци до Штип, одговорно ви тврдам, секој ден работат од 500 до 600 луѓе. На трасата од Кичево до Охрид, јас лично бев, 1371 човек работеа пред 2 недели на трасата. Апсолутно не е точно. Километар од овој автопат чини 4,3 милиони евра. За кој мислите? За Миладиновци Штип. Така беше најавен. Скапо ли е или е оптимална цена? Дали се преплатени патиштата кои што се градат? Па, кога ќе ги погледнете цените, пазарни и цените што се договарани, затоа, впрочем, и се води во една институција еден предмет. Тоа овде толку многу нема да се одрази. Меѓутоа, во следните преговори... Тоа се пари на граѓаните се пак, да. Апсолутно. Дали ги преплатуваат патиштата кои што... Ќе кажам, значи, патиштата се преплатуваат емсо надуени цени и со недобро направен проект, но тоа кога ќе зборам за Кичево Охрид, посебно таму ќе го напоменам, ќе видите таму колку се качува цената заради ненаправени геомеханички испитувања, заради недобро направени проекти. Но да се задржам само за крај на Миладиновци Штип. Земав обврска, јас како државно предпријатие јавно предпријатие за државни патишта, да до 15 февруари го исчистам целиот терен, до тогаш ќе мируваат клеймовите од страна на Синохидро, до тогаш треба да ја исчистам цела траса и тие да почнат со работа. Ако од тогаш се јави нешто што требало да биде тргнато, не било тргнато, тогаш може да ви пишат пенали. Имате, значи, од прилика нешто повеќе од 4 месеца, меѓутоа не ги знаете временските услови, ќе се успее ли да се исчисти трасата? Значи, си ја земав обврската и ќе направам се. А веќе, уште пред да почнат преговорите, јас веќе бев отпочнал интензивни преговори со луѓето од Евана, кои што се на повисоките позиции, да го решаваме проблемот. Тие имаа заглавено, исто така и они барале да изместување. Меѓутоа, заглавен проект во Министерство за транспорт и врски, заглавен проект во Министерство за животна средина. Зошто? Видете, министр за транспорт и врски претходен од Владо Мицеловски е бил директор таму каде што сум јас. Значи, он непосредно од тоа столче отишел министр.
точно ги знаел проблемите кои се што се, точно знаел кои документи се заглавени во Министерството за транспорт и врски. Па зошто не ги завршил? Зошто не ги решил? Зошто не се јавил на колегата во екологија да каже дајте овој предмет побрзо решите го да може Евана да го измисли далноводот. И сето тоа ние го направивме и го правиме и почнав јас да го правам уште пред да се потпише договорот. На задоволство мое и задоволство за соработка со екипите на Евана се постигна таа согласност за убрзано темпо, како да кажам, на елиминација на целото тоа. Го повикав и човекот и другите собственици на некои си парцели што треба да се решават имотно-правни односи, ги почнав разговорите и барам решение и им реков, ова мора да се реши следниве 2 месеци. И тоа ќе се реши. За да може до година струмичани да се возат најкасно 30 септември, кога мора да биде завршен, по новиот автопат. Значи, повеќе година и пол се пролонгира пуштањето во употреба на патот од она што беше. А не е точно дека ние ги бавиме. Пак ви повторувам. СДСМ дојде 1 јуни владата. Ова требало да биде завршено во мај месец. Зошто не било завршено? Кој им бранел? Заради нивни незавршени работи. А не да излегува господин Груевски да вика СДСМ кочи или не знам кој друг. Не е точно. Еве ги поканувам, нека дојдат во вашето студио, било која сака телевизија. Јас ќе излезам со аргументи, оние со аргументи нека покажат. Има таму едни луѓе што се викаат надзор. И тие луѓе се таму од прв ден. И тоа се стручни луѓе, совесни луѓе, градежни инженери со долгогодишно искуство. Навремено имаат испраќено документација до Јавното претпријатие за државни патишта. Проблем ова. Навремено имаат сигнализирано за се. Зошто не се преземени чекорите? Вашата работа сега што открива зошто не се превземани чекорите? Или некој не знал да работи, или не сакал да работи. Не знам друго како да кажам. Дали сте вие задоволни од она што го затекнавте во однос на кадарот, на човечките ресурси во претпријатието? Има ли таму луѓе кои што се професионалци и кои што? Има и нема. Значи, што значи тоа? Од 1 ноември ќе има конкурс за минимум 15 градежни инженери. Не може еден градежен инженер што работи таму да води 4 и да контролира 4 или 5 патишта. Ги било фатило малку и некоја летаргија, бидејќи кога од врхушката не се работи и надоле се пренесува тоа. Нормално е. И сега им наметнав малку по-големо турбулентно работење, така да го крстам, не знам кој збор да го употребам. И меѓутоа најголемиот дел од нив вика директоре, ни требаше некој да ни ги реши овие проблеми. Како да работиме кога не можеме, не добиваме одговор, не добиваме од екологија, не добиваме одговор од Министерството на транспорт, не добиваме одговор од таа институција, од онаа институција, од Министерство за култура заради некои историски ископини и така натаму, се си стои. Оставени барањата и чекаат, одговор нема. И се што да прави тој градежен инженер во државни патишта, кога некој друг тоа што треба да го сработи, не го сработил, он едноставно е толку. Не може повеќе. Не може да кажем дека не се стручни, нормално дека се стручни. Тоа е голема институција. Соработка интензивна со градежен факултет со професорите, која е посебна приказка тоа. Да, но и тоа е прашање. Тоа е прашање, но како целина, ајде сега да не зборам само за лошата работа. Од следниот месец почнува брз пат Штип-Радовиш. Тоа е нов проект? Да, нов проект. Тоа е проект што е проектиран претходно, тендериран, завршува тендерската постапка, заврши пред 10 дена, сме пред подпишување на договор. Мислам, не може да тврдам, бидејќи по тоа што гледам по еволуациите, најдобра понуда има австријски Штрабак. И таа е поделена делница на 3 фази. Едната е од Три чешми до затворот кај Штип, што викаме. Другата делница, втората, што веќе веднаш ќе започне, таа е од кај затворот кај Штип до Бучим, но за информација на граѓаните, таа нема да го прати постоечкиот пат, туку се качува горе, тој ќе биде сосема нов пат, брз пат со широчина од 12,5 метри и ќе се спушта кај Бучим. Тамо е третата точка што од кај Бучим ќе оди до Радовиш и тој тендер
сега веќе во завршна фаза ќе се тендерира. Таму? Може ли да се очекуваат вакви? Експроприацијата е завршена некаде на првата траса, со задоволство можам да кажам дека е завршена некаде 96%. И тоа е веќе да се нешто доврши во од. Ама ако ви е завршено 20%, како вие ќе отпочнете траса? Втората фаза е некаде на 80% и ја интензивирав максимално, но ќе ви дадам еден курозитет. Знаете колку луѓе работат експроприацијата во јавното претпријатие за државни патишта? За цела Македонија. Само да ви кажам, например, еден пат се одржи некаде околу 300 до 400 предмети за експроприација. Дали знаете колку луѓе работат експроприацијата во државни патишта на Македонија? Двојца. Тоа значи ти немате доволно кадар. Дали мислите дека тие двојца луѓе, значи не да работат 24, да работат 124 на саат, не може да го завршат. Побарав, увидов каде е грешката. Побарав од антикорупцијска, заради интересите на државата, да ми дозволи, бидејќи сега не може заради изборите, тоа беше пред 3 недели, значи 10 дена од кога сум дошол како директор, ја го увидов тоа. Побарав од антикорупцијска, заради, го напоменав, заради интереси на државата за изградбата на патиштата, да ми дозволат да вработам сега 4 градежни инженери, еден машински инженер за животна средина и двојца правници заради експроприациите. Ви дозволи? Не. Ако ова не е државен интерес, што сакав ја партиски кадри да ставам? Ве молам. Градежни инженери од 1 ноември ќе има конкурс за 15-20, јас се плашам дали ќе се јават. Бидејќи ги нема. Знаете зошто ги нема? Последниот што се отиде пред 2 недели. Отиде за Германија. Затоа што вика директоре, не можам да работам во овие услови. 7, јас сакам да работам, а од сите страни нерешени проблеми. Сакав, вика, да работам со вас, гледам имате некоја друга енергија, меѓутоа веќе имам добиено работно место за изградба на тунели, тој беше специјалист во Германија. Како да го спречиме тоа? Веднаш реагирав до градежен факултет. Разговарав со премиерот, разговарав со министерката за образование, да доделувам, го увидов проблемот, веднаш да доделувам стипендии на студенти од градежен факултет, да ги стипендирам, за кога ќе завршат, да дојдат во јавно претпријатие за државни патишта. Фактички, јас правам сега нешто, ќе правам, да му олеснам на некого после 4-5 години. Може би ќе сум јас потоа истиот, може би ќе е некој друг, не е битно. Тој проблем треба да се реши. Треба да им се покачат нормално и платите, затоа што приватните фирми, пазарната вредност е таква, кој ќе види дека овој граѓанин кај тебе работи за 550 евра, ќе му каже, еве, ти 800 дојди кај мене. Значи, на тоа поле веќе разговарав и се трудам да го решам. Но да се навратам, патот Штип-Радовиш колку километри? Ќе трае некаде 3 години таа изградба, но тоа ќе биде сосема нов пат, брз пат, така се вика, како што е овој од Велес до Лозово, до раскрстицата кај Свети Николе. 12,5 метри и со пуштањето на Миладиновци Штип и со завршувањето на овој пат, Струмица ќе добие брз излез, така да кажам, према Скопје, но тоа не е се за Струмица. Ќе позборуваме, јас би сакала најпрво за, можеби за вас е непријатно, меѓутоа, еве, например, автопатот од Кичево-Охрид. Во јавноста беше дури смешно кога се објави дека патот, трасата уствари завршува во Недојдија. А сега имаме 6 километри во Свлечишта. Што е проблемот со тој пат? 120 милиони поскапа изведбата, барем толку беше објавено во медиумите првично. Не, тоа е минимумот. Проектите, избрзани проекти, ненаправени геомеханички испитувања. Еве ќе се потрудам да зборам малку со народен јазик, за да разберат сите, а тие што се занимаваат со тоа што ова што ќе го кажам, верувам дека ќе бидат фрапирани. Ајте вака, имате косина од 90 степени, треба да градите мост висок, вијуги 40-50 метра, долг 200 метра, а некој не извршил геомеханички испитувања каква статика да направи за тој мост да стои овде.
Не е направено. И сега кога е видено дека не може таму мост, ајде ќе правиме нов тунел. Понатаму, постоечкиот тунел што веќе се прави, лично бев таму. Знаете, работат луѓе од Кина. 280 на број, 24 часа. Да не треска некои глупости дека не се работи. Греота и срамота е за луѓето што работат таму. 1371 човек пред 10 дена работеа на таа траса, лично бев таму. Тоа е огромно градилиште. Ништо не е застанато, се работи, а има застанато тама каде што не се решени проблемите. Кои проблеми не се решени и кои ќе бидат додатните работи. Ќе слушнете сега. Повторно долноводи. Значи, некој проектирал дека овде треба да има мост од 300 метра, а на средина има 10 столба од оние решеткасите, што ги викаме Ајфелови кули, и не е тргнато. Повторно, патот оди, и тук пред него 14 куќи. И се стои, асфалтирано до овде, и еве ги 14 куќи, ја лично го видов тоа. Зошто не била завршена експроприација? Ние го бавиме тоа. Според она што го зборувате, додатните работи се проблеми. Лоциравте многу проблеми во предпријатието, практично во организацијата на самото предпријатие. Изведувачот, имат ли изведувачите вина, доцнење, неодговорно и неквалитетно работење? Дали такви, бидејќи имаше реакции за... Неквалитетно работење нема, а некој ќе каже дека има, бидејќи вие му давате на изведувачот дека вакво и вакво е земјиштето. Тоест не му давате ништо какво е земјиштето. Неточни информации. Неточни информации. И сега, тука е проблемот со тунелот што се гради. Овој постоечкиот што е 2,5 км, тоа е импозантен. Ја влегов внатре, бев, го видов. Тој е проектиран дека треба да кошта 43 милиона евра. Сега како се формирани цените за 43 милиона евра е посебна приказка. И тоа, пак ја повторам, друга институција го проверува. Ќе ви давам за пример. Една мрежа, арматура, финализирана, направена, што е пазарна цена евро и 20, таму е 8 по кило. Толку имам на таа тема да кажем, има друга институција што се го проверува тоа. Но, да довршам, тунелот е проектиран да биде 43 милиона евра. Пред тоа, нормално, секој нормална држава, секој нормален градежник, проектант, како да кажем, ќе врши геомеханички испитувања, какво е тоа земјиште каде што треба да се работи тој тунел, да се буши тој тунел. На тој тунел има 2 до 3 испитувања во должина од 2,5 км. И било предвидено дека ќе биде од втора и трета класа, втора, тука и таму трета класа земјиште. И спрема тоа земјиште, проектираната цена и со нереални цени е 43 милиона евра. Сега кога почнало да се копа, бидејќи нема бушотини, излезе дека е 6-та категорија, најлошо земјиште. И сега тој тунел, постоечкиот, што е проектиран 43 милиона евра, кинезите викат 140 ќе излезе, ние се бориме 780 да излезе. Со цени од подизведувачите. Таму ќе бидат тек преговорите тешки. Но да ви кажам што е таму заборавено. Значи, од Кичево до Охрид немате ни една клучка. Замислете сега, тој што ќе влезе на тој пат од кај Гостивар и толку нема излегување, нит по околните градови и населени места нема качување на автопатот. Во целите 50 километри. 60 и кусур. И ќе се вози до Охрид. Тука ти е Кичево, тука ти е Дебар, тука ти е 500 населени. За аеродромот нема клучка во Охрид. И сега? Сега. Што ќе се случува понатаму? 6 клучки ние ги проектираме сега. 6 клучки по пазарни цени, не по овие претходниве цени, се 31 милион евра. Тоа е дополнителна работа. Што некој не ја видел или мислел, па добро да отпосле тоа ќе се решава. Значи ќе опуштиме автопато, по отпосле ќе го решаваме. Може ли тоа? Друго, кога правите автопат, значи 37 милиона, запамтете. Кога правите автопат, мора да имате од страната на автопатот пат каде што ќе движат селаните, каде што некој не ќе да се вози по автопат, вие мора да имате помошен пат од страната. Го нема. 12 милиона евра. Тунелот
70. Значи, 130 милиона евра јас зборам по цените од подизведувачот, не по цените од договорот. 375 беше првичната проекција. И овие 130 кои што вие ги успееме да ги договориме, имаме 500 милиони за 57 километри, така беше првично најавено, по 10 милиони евра километар. Исто толку излезе автопатот Смоквица Демир Капија. Имаме изграбана најскапи патишта во регионот и во делови од Европа. Како ќе се стави крај на неразумно, неодговорно трошење? Како граѓаните ќе добијат повеќе за своите пари? Па еве ставаме крај. Овие 130 милиона евра што јас ги кажувам, пак ви повторувам, тоа ќе биде тема на преговарање. Уште не сме ги утврдили. Ако се работат по цените од договорот претходен што го имале со претходната влада, пресметката на кинезите е 250 милиона евра. Значи, од ова, ако успееме да го истераме, значи ние сме заштедиле 120 милиона евра во додатни работи што следуваат. Значи, тоа е првиот чекор. Но, најбитната работа, нема да застанеме. Не е точно дека не се работи. Се работи. Но, се застанува таму каде што имате отклонување на препреки. И сега, преговорите што ќе бидат со Синохидро за делницата Кичево Охрид, таму нема да биде само за време, таму ќе биде ем за време, ем за цени. Паралелно, значи тоа ќе се бидат два анекса и анекс со Ексим банка за кредитот, бидејќи пари нема. Значи, тоа ќе биде тие ќе бидат комплицирани преговори, но ми дава за право надеж што и луѓето од Синохидро сватија дека ние сме различни и со самото согласување и подпишување на првиот анекс за Миладиновци Штип, мислам дека имаме добра основа за добри преговори, бидејќи победник од ова ќе нема, но да ја намалиме штетата максимално колку што може. И на крајта да биде сето тоа убаво завршено, а тоа ќе трае уште 2-3 години минимум за Кичево Охрид. Но тоа ќе биде, јас бев таму, тоа е импозантни градилишта се. Навистина е завидување. Градежниот факултет како врвна експертска институција во државата е главен ревизор на проектите и консултант на јавното претпријатие за државни патишта. Меѓутоа имаме толку големи проблеми, толку скандали со злоупотреби, со недомаќинско работење, со неиспланирано работење, што едноставно, а досега немаме од нив лоцирано вина, во јавноста не излегле со ниту една забелешка за случувањата во јавното претпријатие за употребата на парите. Имате ли вие комуникација со нив? Дали дошле еве во овие, иако е релативно краток период, меѓутоа се стапиле ли во комуникација? Што се случува со ревизиите на Градежен факултет? Не дојдоа, јас ги повикав. Уште третиот ден. Добра. И одговорија ли на вашата покана? Значи, сега сите тие кажуваат да ова било грешка, ова било грешка. Јас си викам, добро бе. Имаат и на некоја одговорност за да... Еве, ќе ви кажам, народски, овде се чувствувам како дома. Да, граѓаните имаат право да знаат сепак. Еве да ви кажам што им реков. Господине професоре, не еден од нив му се обратив. Пред моето име стои дипломиран правник. Пред вашето име стои професор доктор. Ви имате морална обврска, морално право да се обратите и да реагирате. Кога сте виделе дека нешто не е во ред, да излезете да кажете ова не е во ред. Без обзир дали сте биле вклучени. Вие сте професор, доктор на науки на Градежен факултет. И тоа разговарав пред 3 дена и со деканот, каде што му најавив дека ќе соработуваме, да. Но не и со професори. Правени ли воопшто ревизии? Дали воопшто се правени ревизии? Да, правени дали се. Ги погледнавте? Правени се, вака, имате, тие се ревиденти на проектите. Ревизија во фирмата има. Добра. Значи, ревизијата не утврдува вакви наводи. Тие се ревиденти на проектите, ама они викат, ние гледаме само бројки. Значи, тој е цел зачаран круг. Кој ќе опраш проектантот, зашто вака, па вика ревидентот ми одобри. Значи, целото тоа е замотано во едно крупче.
Но јас побарав од деканот, професорите, што имаат така на сопругата на брат му фирма за проектирање, за надзор, како сакате сватете му реков нему, и ставам вето, не може да учествува во ревидирањето. И плюс после неговото ревидирање, ама јас зборам што ќе правам од сега натаму. Има и приватни ревиденти, никој не ми брани, јас да ги повикам и нив. Нивната ревизија, а они нема да знаат која, јас ќе дадам и на повторно ревидирање. Значи, ќе се заштитам, ќе пробам да се заштитам на повеќе начини. Пак ви повторувам, јас сум само месеци. Па видете, таму е првиот филтер каде што требало да се реагира. Да каже, чекај, ова не може вака. Така јас сметам. Но сватете ме, јас сум само месец и 10 дена директор. Главниот проблем со проектирањето, мислам дека ќе го решам на два начина. Тие што се од ова фела ќе разберат, за поголемите проекти ќе воведам жолт фидик, yellow фидик, така се вика. Тоа е клучна рака. Ти си изведувач, ти проектирај, ти изведувај и одговорноста е цела твоја. А не посебно проектирање, но тоа можат само сериозни фирми да го работат и малку фирми се спремни за таа работа. И сега тука ќе ми реагират помалите фирми, ќе кажат па ние ќе бидеме елиминирани. Значи нема да биде тоа на сите проекти, а на помалите проекти, каде што ќе се работи по досегашниот терк црвен фидик, сега така се вика тоа, што на проектантот дебело ќе се испоти пред да направи проектот. До сега беше, пример, банкова гаранција од 0 до 10%. Не од 0 до 10, 10%, ако може и повеќе. Второ, ќе побарам да бидат реосигурани проектите во осигурителна компанија за штети нанесени од недобри проекти. Па нека ми ја нанесе штетата, осигурителната компанија ќе ја плати штетата, а они нека се регулира со проектантот. Трето, проектантски надзор. Четврто, ќе дозволам, така планирам, само 10% измени на проектот во тек на градба. Зошто само ова да го потврдам, бидејќи тоа ќе го заокружи. Не да седне дома проектантот на Google Earth да исцрта кај ќе оди траста, туку да облече патиките или кондурите или чизмите, да ја прошета цела траса, да знае што проектира. Па не може да каже после не видов долновод, не видов слечиште, не видов куќа, не видов брана, не видов ова, не видов она. Во однос на проектите, експертите беа посочиле дека проблемот е изборот на најниската понудена цена за изработка на проектите. Што можеме да превземеме во врска со тоа? Што вие ќе превземете? Значи, бидејќи најниска цена понекогаш значи и најнизок квалитет. Точно. Тоа го имав јас како проблем и во Струмица газ. Најниската цена, кој ќе споредите со квалитет, дава некој друг резултат. Сега, тоа остава, ќе кажете, сега вие ќе дозволите па висока цена, па ова, па она. Значи вака, прво, сега се спрема хитно измена во законот за градба, но јас лично присуствував и им дадов совет. Немајте само вие луѓе од факултетот, од Министерството на транспортните врски да седнете и да пишувате закон. Ќе повикате еден инженер од кај мене, од државни патишта, ќе повикате еден инженер од една-две градежни фирми, ама кој ќе кажем инженер, јас така во алегорија го реков, со бела коса, значи искусен, еден геолог, еден проектант и така натаму. Реалните проблеми што кога вие ќе замислите тука, вие во канцеларијата се замислија да биде вака и вака, ама овој ќе ти каже планерот чека, има проблем со ова. Значи да се направи една, што вика премиерот, да се отвори дебата. Да седнеме, да ги согледаме сите. Не, ќе донесеме закон, а после во една година 3 пати анекс на законот. И по кој нас се случуваше во Струмица газ, по еден закон почнуваме да тендерираме, по друг закон завршуваме со градбата. Значи да се донесе квалитетен. И сега тука доаѓа, и тоа го најави премиерот, и е за поздравување, што и јас лично го имам покажано како проблем, е бирото за јавни набавки и принципот најниска цена, тоа мора да се промени
но и да се заштити. Тоа не значи тоа дека треба да се взимат највисоките цени. И едно нешто, тоа е една институција, тоа е Совет за јавни набавки, тоа мислам поголема кочница и за стопанство, и за институции нема, мислам и дека таму драстични измени ќе има, да не кажам ке се укине, но ќе има драстични промени, бидејќи тоа така е само кочница и ништо повеќе. Позитивното нека се земе од искуството, иако не е баш многу, но нека се земе тоа што е позитивно. Не треба да се фрла се што е направено претходно, но Советот за јавни набавки, јавете се на кого сакате, ќе ви кажат дека тоа е кочница на виден. Нас немаат враќани предмети, бидејќи сме ставиле пример за ивичњак по метар должен, он вика не по метар должен, по метар квадратен. Како ви викам, кај видовте вие по метар квадратен, каде постои ивичњак на метар квадратен? Да, вика, грешка е, вика, ние го казневме тој што, бидејќи има тие советници, тој што, чекај бе, вие го казневте него, а мене гасификацијата ми каснеше 30 дена заради некој си неписмен, што рекол дека ивичњакот треба да биде на метар квадратен, на метар, значи советот е нешто што е голема кочница и тоа мислам дека ќе биде тргнато, но целиот тој микс од нов закон за градежништво, на нова политика за најниска цена во Биро за јавни набавки и советот, се надевам, бидејќи активно учество ќе земам и таму со своето искуство, се надевам дека ќе постигне еден подобар квалитет и на тендерирање, и на проектирање, и на изведбата, но сепак ќе ви кажам еден пример само, не ме прашувајте за каде како е, бидејќи некоја институција тоа треба да го проверува. Има кај мене еден проект од 2012 година. Добро. За брз пат, кој што е некаде околу 30 километри. Само проектот е платен 4.236.000 евра. Само проектот. И ќе кажете, добро, скапо е, ама билкин добар е, нели? И така натаму. Колку се движат цените, бидејќи тоа се пари на граѓаните, вие го спомнувате веќе, имаат право да знаат, ако 4 милиони е платено и 400.000 евра за овој, колку треба, од прилика колку чинат? Не може да ви одговорам така. Варира таа цена? Варира, бидејќи едно е да проектирате во планина, друго е да проектирате на низина, друго е да врчите бушотини, какви испитувања, значи зависи. Но не се нека и така. Бидејќи сега зборевме да не биде со најниски цени. Затоа што имате некаде си ја зел ти најниската цена за проектирање, ама после додавките и поправките на патот, ако чинат повеќе. Чинат 5 пати повеќе од колку највисоката цена за проектирање која што може би ќе била квалитетна. Добро. Но сега да се навртам за овој случај. Повторувам, за 30 км брз пат цената е 4.236.000 евра. И ајде, многу, ама добро. Тендерот оди, фирми изведува се јавува, бидејќи се пари од ЕБОР, таму има консултанти, кои што се реномирани градежници, професори од факултети и така натаму, не од Македонија, од надвор. Имате забелешка, ајде да не кажам, проект не е употреблив, проект е тешко употреблив. Си ќе ви кажам зошто. Значи, ја не сум градежник, ама не мора да сте градежник и за таа работа. Имате два моста од по 150 метра, високи по 30 метра, и еден тунел, и забелешка на проектантот уште, си запишал, нема извршено геомеханичко испитување. Па како ќе градите тунел и мостови без геомеханички испитување? И сега, изведувачот, јас ќе го казнам оти касни, он ќе каже, добро, ја каснам, како да градам ја ова, ај сега ти клеймови, ај сега пари од државата да се плаќаат, од граѓаните. И сега пак ги повикав изведувачите, бидејќи свесен сум дека понашки кажано попара ќе не направат со штети, де да ја менаџираме работава, де вака, де онака, да почнеме преговори, да го тоа минимализираме, во меѓувреме да се извршат и геомеханички. Сега проектантот рече, се ќе поправам како треба, сега, ало, а кај си бил кога си извел 4.200.000 евра? Таа е ситуацијата. Значи, не е плескава? Значи, јас ви зборам, еве, друг пример. Намерно не се пуштал патот Демиркапија Смоквица. Завршен е. Да, точно завршен е. И јас кажувам дека е завршен. Па зашто не го пуштиле? Има две работи на тој пат, заради кој што не е пуштен.
Кој исто така чини 10 милиони евра по... Едната работа е, некој не видел 400 киловолтен далновод. Знаете зашо станува збор? Кога се возите према Штипово од лева страна, тука се гледате едно огромно што на траса е. И знаете што е најтрагично? Нема ни имотен лист од тоа. Сега, ова раководство, ова влада, овој премиер, овој министер за транспорт и врски и овој директор од Струмица, за месец дена со одлука на влада се издействува да се реши проблемот. Завчера на Гркот, што е директорот, овде представник на Актор, му го дадов решението дозвола за градба да отпочне веднаш. Не може да опишам колку беше среќен. И бидејќи се работи за специфична работа, тој долновод ја поврзува Европа со Грција, во меѓувреме согласивме преку МЕПСО, мислам дека ќе е 16 ноември, кога смее да има такво исклучување, за да се тоа премости на новиот, до тогаш треба тоа да се заврши, поместувањето. Тоа е првиот мал проблем зошто не е пуштен автопатот. Вториот мал проблем, кога се гради автопат со пари од Европска унија, ЕБОР, кога имате тунели и мостови, мора да има безбедносен контролен пункт. И тој е зацртан кај Неготино, што значи сега да појаснам малкичко на граѓаните, безбедносен контролен пункт. Било што да се случи, таму има камери на сите тунели и мостови, било што да се случи на мостот на тунелот, веднаш по автоматизам има такви сигнални уреди по цела траса, се сопира патот, се предупредува, се забранува движење ова страна, она страна и така натаму, значи тоа е безбедносен контролен пункт. Европска унија не ти дозволува да го пуштиш патот без ова да го завршиш. Што било проблем маркицата за тој безбедносен контролен пункт кај Неготино е на РМ. Значи не требало експроприација да прави. Само требало од на РМ да ја доделат на јавно предпријатие за државни патишта. Еве, премиерот Зоран Заев, министрот Сугаровски, по моја иницијатива и вице-премиерот Кочан Ѓушев се зазедоа на една седница на влада, го префрлија тоа. Тук му е дадов и втората дозвола за градба на директорот на Актор. Човекот се одиде пресреќен и ми рече вака: декември месец завршувам со далеководот, јануар месец завршувам со контролниот пункт. И следува технички прием. Ние сме кочеле. Намерно. Зошто? Зошто не го решил? Што му кочело негов министер, и пак ве повторувам, министерот за транспорт и врски што е бил пред Сугаревски. Пред да биде министер бил директор на јавното предпријатие за државни патишта. Значи непосредно ги знал проблемите. Му забране некој да го реши тоа. Бидејќи позборувавме за дел од проблемите, зборувавме за проблемите кои што ги има во ова јавно предпријатие, а со тоа и граѓаните на Република Македонија не можат да ги користат навреме услугите, односно не можат да ги користат производите на ова предпријатие. Меѓутоа, сигурно имате програма за нови патишта, за нови проекти кои што ќе се градат. Каде во таа програма е Струмица? Ние сме вие сте од овде, знаете, ние сме на едно тромеѓе, блиско до две соседни држави, меѓутоа сепак изолирани со лоша инфраструктура. Што ќе се предземе во тој пат? Дали најпрво дали има планови за меѓународниот пат Струмица Ново село Бугарија? Ајде вака. Верувајте, воопшто не планирав и не сакав првата средба во телевизија ВИС да биде да зборам за проблем. Многу сакав да зборам што ќе направам. Меѓутоа таа е затекната ситуација. Точно, и мора да се знае и да се каже. Но не сакав да бидат толку многу проблемите. Најискрено од душата ви кажам. Не сакав да бидат толку многу. Нека имало проблеми. Ама вака и волку не. Но, ај за поубавите работи. Верувам граѓаните сега малку ќе слушнат убави работи за Струмица. Бидејќи, како што ми рече премиерот, еден денова ќе заврши со нас и како личност треба да се вратиме у Струмица, треба да бидеме горди. Што сме направиле за Струмица? Нема да кажам лага, ако кажам дека Струмица изминатите 10 години беше бајги заобиколена со инвестиции и со помош од државата. Па сега редно е малку да вратиме на Струмица. Во однос на патиштата, ќе зборам.
Значи гасификацијата ќе дојде за година и пол дена некаде во однос на патиштата. Ќе ви кажам што веднаш ќе се прави, што ни е дадено на планирање, што ни е дадено на проектирање. Но, за да не ја повторам грешката, да не ја повториме грешката претходна, нема да има брзо проектирање. Проектирањето за еден пат треба да трае минимум 1 година. Но да биде добро испроектиран, за изведувачот кој ќе почне да работи, нека има некои проблеми, ама да бидат од некоја си помала природа, така да кажем. Хајте вака. Од 1 март 2018. Сега да не ме држите точно за датата, може би ќе е 20 февруар, може ќе е 20 март. Добро. Но од пролет, ајде да бидам попрецизен, прво што веднаш ќе се преземе, тоа е тотална рехабилитација на патот Струмица граничен премин Ново село. Комплетна, кој ќе кажам комплетна, не само да се нешто преасфалтира, него гребење до втор до трет слој и ставање тотално нов асфалт на таа траса. Тоа е нешто што веднаш може да се почне. Дадено е да се планира, да се бара траса за брз пат до граничен премин или полуавтопат. Тоа ќе видиме спрема физибилити студија, знаете, мора да се исполнат некои критериуми за таа работа. Од Струмица до граница. Исто така. Значи, паралелно тоа. Но ова е првото што го направиме за да може да функционира. Обиколница на Струмица. Друго, во фаза на размислување и дадено предлог на планерите да погледнат, кога се возите од Струмица према Радовиш, ова стариот пат што е од лева страна, во средина имате земјиште, но тоа е цело експроприирано. Тоа кога сакаме, можеме да го пуштиме трета лента, четврта лента и тоа е во фаза на размислување. Една убава идеја што падна и веќе ја дадов на планерите да го погледнат теренот и да ми кажат колку, што, како би било тоа. Тоа е во фаза на идеен проект. Сите ние страдаме од Валандовско брдо и знаеме колку е тој проблем. Јас му го посочив тоа на премиерот, он рече дека е прекрасна идеја, ќе го погледнеме. Сакаме, планираме Валандовско брдо да го направиме едносмерно. Што значи тоа? Сите ние збориме, таму имало некој стар пат, сува река, старите зборере вака, старите зборере онака. Сега, што е идејата? Постоечкиот пат, што е на Валандовско брдо, да биде за спуштување, а лево од него, кога одите од овде према Валандово, по така кажана сува река, да се испроектира пат што ќе се користи за качување. Значи, независен тој е тој. И пак да се спојува пред Костурина. Значи, тоа е да го олесниме Валандовско брдо, бидејќи знаете таму кога ве фатат 2 цистерни, 1 трактор и ќе си возите во колони. Значи тоа не треба да биде повеќе од 5-6 километри и финансиската имплементација нема да е бог зна колку. Идејата за поврзување на граничен премин со новата обиколница на Струмица и протокот на стоки на стопанствениците пред се, па потоа и на граѓаните, со автопатот Демир Капија Смоквица, ова кој е еден ексклузивитет, ќе ви го кажам, е дадено на планирање да од таа клучка тука или друга што ќе определат планерите и луѓето што се обучени за тоа, да се поврзе патот што доаѓа од Радовиш према Струмица, да се поврзе со Удово, за да може да има директен излез проток на стоки од Ново село до автопатот, а со тоа и струмичани што сакат да одат по автопатот да не мора да одат по тој пат, да можат да се движат по овој пат, да се целото тоа да се растерети, да се помогне на стопанството, бидејќи знаете кога доаѓа еден инвеститор, тој прашува дали има пат, дали има газ, дали има вода, дали има струја. Тоа го прашува, него интересира дали имате фонтана. Убаво да имате фонтана, од кој ќе ги направите овие работи. Значи, хајде да резимираме. Да. Се реконструира целосно патот од Струмица до граничниот. Колку ќе трае таа реконструкција, бидејќи таа ќе биде брза. Неколку месеци, но за да изведете
пат нов, ви кажувам дека треба 12 месеци проектирање. Јас нема да дозволам проектирање, нема да дозволам. Разумен, видете вака, разумен проектант сам нема да се нафати и ќе ви каже ја не можам ова да го направам за 3 месеци. Но, во меѓувреме, отпочнува патот Штип-Радовиш. Струмица-Радовиш е релативно добар, имаме шанса кога сакаме да го прошириме, затоа што левата страна не е експроприирана и можеме слободно уште една-две ленти да ставиме во секој, кажи речи во секој момент. Значи, за 3 години ќе заврши Штип-Радовиш. За 3 години дали ќе заврши, дали ќе биде на пола градба, брз пат до граница, пат до Удово, ова што од Валданско Брдо, тоа е 5-6 километри, тоа побрзо ќе се реши. Верувам дека Струмица посебно ќе се растерети со овие главните магистрали. Сега се извинувам, не зборам за регионалните патишта помеѓу населените места, значи да напоменам на почетокот, можеби требаше да кажам, ние сме задолжени за регионални, магистрални и автопатишта, локални не. Так. Значи ќе дојдат на ред и помалите, но тие многу побрзо се решаваат. Меѓутоа во секој случај ќе биде опфатена од сите страни, нема да бидат запоставени другите градови. Ќе се почне брз пат за Прилеп, Битола, Меджитлија. Значи ќе има и такви големи траси. Се започна патот Штип-Кочени, рехабилитација на патот Кочени-Делчево. Значи не е сега дека баш се ќе удриме на Струмица, секаде ќе се гради. Еве ние сме регионална телевизија, граѓаните ги интересира овде што ќе се случи. Во секој случај ќе биде околу Струмица ќе има големо градилиште следните 3-4 години. За да ја заокружиме емисијата, вие наброивте веќе многу проекти кои што се планирани. Ќе има ли предпријатието пари од каде ќе ги црпи средствата за изработка на сите овие проекти, бидејќи тоа е можеби еден од клучните фактори за брза навремена реализација? Вака, претпоставувам, имате слушното и вие и граѓаните многу често неискористени пари од фондови. Неискористени пари од фондови. Знаете зошто е тоа? Затоа што нема проект. Секоја, ајде да не викаме стално Германија или Англија, секоја нормална држава има краткорочни планови, среднорочни и долгорочни планови. Вие сега да дојдете со 100 милиона евра кај мене у предпријатието да кажете гради го овој пат, јас немам проект. Нема еден проект. Да ви кажу. Може би има некој проектче за некој патче од 2-3 километри. Затоа размислувам за Yellow Fidik, тој што го викаат, жолт фидик, тоа го скратува времето на проектирање, бидејќи изведувач се зема врска да проектира и да гради. Значи тоа е едниот начин и вториот е сега забрзано течат тендери за проектирање, но кој ќе кажам забрзано течат, не брзо да проектираат. Нон-стоп се пуштаат тендери за проектирање за разни патни правци, за да можеме до година ова време, бидејќи сега да бидам искрен, имаме тековни градби многу што мора да бидат завршени. Сега збориме Кичево Охрид, збориме Миладиновци Штип, збориме ќе отпушне за месец дена Штип-Радовиш. Значи нон-стоп тука ќе се работи, нема да се застане. И ви кажувам, тоа е тоа што го спомнувам за неискористени европски пари, а и нешто друго чудно се случува. Овие месец дена можам да ви кажам сум изненаден колку од ЕБОР, од Европска банка за обнови и развој, од Светска банка, од ДИПА фондови, не обсипуваат со посети и со понуда за проекти за градба. И сепак мислам дека тоа е поради релаксираната политичка клима, но сега некој може ќе ми го земе за зло, но и поради новиот премиер, кој што навистина Европа го цени и ги понуди сите ресурси да помогне. Се надевам дека барем дел од проектите наскоро ќе почнат да се реализираат, за да можат и струмичани да го почувствуваат бенефитот на сите нив. Ви благодарам за учеството во емисијата Визави. Се надевам дека наскоро ќе имаме прилика да зборуваме баш за отпочнување на некои од тие проекти. Ви благодариме на вас за бенефитот. Не се секирајте, веќе го гледате. Овие денови, тоа е така нешто малку скромно, а тоа што ќе следува ќе биде на задоволство на сите. Ви благодарам. Благодарам на вас. Почитувани гледачи, благодариме и на вас за издвоеното време за оваа емисија. Пријатно.